Почитувани, изминативе неколку денови беа одбележани од два интересни настани. Велам интересни настани, бидејќи токму се однесува на нашиве поднебја, нашиве краишта, како што би рекле. Станува збор за пуштањето во употреба, значи првиот настан би рекол во населба Лабуништа, тоа е цевководот од познатите лабунишки бачила, и се разбира еден сериозен проблем кој што долги години ги мачеше жителите на Дебарскиот дел, поготово Жировница, Ростуше, ставена во употреба беше базната станица за изработка на лични карти и пасоши, проблем кој што се удовлекуваше и траеше веќе со години наназад. За таа цел ние овој пат решивме да поразговараме накратко со господинот Мехмет Джемајловски, човек кој што уште пред неколку години, значи кога беше пратени во парламентот на Република Македонија, собранието на Република Македонија, токму иницираше на овие проблеми. И не само на овие проблеми, туку и низа на други проблеми кои што треба да се решаваат. Значи, предлагам накратко да го слушнеме обраќањето на господинот Джемајловски, кој, како што реков пред малку, директно беше поврзан со сите овие проблеми кои што, за жал и денеска, ги тиштат овие населби. Се надеваме дека со променава власт дека нешто ќе се среди. Господине Джемајловски, јас најпрво би сакал, значи, како што и напоменав во нашиот обед, да ви се заблагодарам што издвоивте време за еден наш краток разговор. Јас веќе во образложив зашто станува збор, па ви препуштам малку време во вашето обраќање да ни малце поширо или накратко образложите, токму бидејќи вие бевте инволвиран и иницијатор за решавање на овие проблеми кога бевте во Собранието на Република Македонија, се разбира заедно со вашите колеги од пратеничката група на ПЕИ. Повелете. Благодарам и се заблагодарувам и на вас како собственик на вашиот портал и на вашиот интерес за решавање на ваквите прашања кои што се од суштински интерес за граѓаните на Република Македонија, за граѓаните посебно на овие населени места, и навистина имаме добар повод. Прво со пуштањето во употреба на цевководот кој е дел од решението за целосно решавање на проблемот со водоснабдувањето во населбата Лабуништа, и ја користам приликата да ги поздравам сите граѓани на оваа населба, да им го честитам пуштањето во употреба на цевководот и да им посакам навистина успешно користење и успешно решавање на комплетно целиот овој проект кој што јас уште од 2011 година го детектирав заедно со членовите и активисти од населбата Лабуништа како сериозен проблем за функционирањето на оваа населба, и го преточивме во амандман, бидејќи со мојот избор во собранието за пратеник во собранието на Република Македонија, нормално дека и почнуваат и моите обврски за решавање на проблемите на овие граѓани, посебно на вакви проблеми. Така да го преточивме во амандман заедно со пратеничката група на ПЕИ, бидејќи тој не беше дел од буџетот, не беше составен дел од буџетот на Република Македонија, кој што беше како ребаланс во 2011 година. Ние поднесовме амандман во кој што барам експлицитно да се обезбедат средства, и тоа во износ од 15 милиони денари, кои што беа по нашите пресметки, по пресметките на граѓаните на ова населба. Значи, амандманите беа за 2011 година. Од 2011 до... Така, продолжуваме со амандмани до 2014 година, додека бев ја во собранието, и овој амандман секоја година се повторуваше како предлог за составен дел на буџетот на Република Македонија, но секоја година беше одбиван тој амандман од тогашната власт на Република Македонија. 15 милиони денари, но за целосно решавање, значи, на овој проблем, не само цевководот, бидејќи тој е еден дел од проблемот на Лабуништа, и денес сметам, и тогаш сметавме заедно со сите ние и со сите луѓе кои што се заинтересирани за решавањето на проблемите во Лабуништа, сметаме дека треба да се направи уште еден резервоар, значи не е до завршен, од околу 1000 метри кубни, како би можело да се каже дека е
направено целосно решение за водоснабдувањето на оваа населба, која што е, патем кажано, населба голема, значи со цирка некој 9 до 10.000 жители. Тоа треба да се потврди веројатно со наредниот попис кој што треба многу брзо да се направи во Република Македонија, но населба со ваков број на жители да има вакви суштински проблеми недозволиво е во денешно време во Европа, во центарот на Европа, во Република Македонија, и од тој аспект јас го поднесував овој амандман додека бев во собранието 4 пати на 4 буџетски расправи, но тој не најде за сходно таа влада, тој состав на таа влада да го прифати и да стане дел од буџетот на Република Македонија. Но навистина искажувам и благодарност и почит секоја чест на локалната власт, која што иако тој амандман беше предложен, беше детектиран со тој амандман проблемот на населбата на Буништа и беше ставен во обзир. Додуше и ние имавме изготвено и проект за патот од Лабуништа до Лабунишките бачила, па сега тој проект се искористи и се направи и цевководот, и тоа е многу корисна работа. Значи двете работи да се реализираат во исто време, тоа е многу корисна работа, но апелирам до граѓаните на оваа населба, до Лабуништа, да побараат посериозна заложба на сегашните пратеници. Лабуништа има во овој момент двајца лабуништани, граѓани од оваа населба, двајца пратеници во собранието на Република Македонија, едниот Алија Камберовски како дел од предизборната коалиција со СДСМ од партијата за европска иднина, а другиот Агим Шакири како дел од постизборната коалиција, како пратеник од ДУИ, но во постизборната коалиција, и го прават парламентарното мнозинство, со што имаат уште многу поголема обврска да пробаат преку сегашната извршна власт, нормално многу поголема можност преку сегашната извршна власт, која што тие пак ја сочинуваат, да ги стават овие потреби на овие граѓани. Значи, не само на Лабуништа. Јас покрај, значи, што имам... Амандмани се од вас подготвени, значи треба исти вербарања само да се... Значи, не треба веќе овие да станат амандмани. Не, овие да треба да влезат директно во состав, во дел од буџетот кој што ќе го составува владата. Новата влада ќе го составува, и овие треба да станат веднаш, без амандманска расправа, без амандмани, да станат дел од буџетот, за да можат да се реализираат. Да. Значи, овде имам амандмани кои што се провлекуваат од 2011 до 2014 година. Исто така сакам да посочам дека имам амандман 30 милиони денари за изградба на здравствениот дом во Лабуништа. Ова што веќе сега... Исто и тој е во фаза на изградба. Мислам дека карабината е завршена, но треба уште, јас за тоа имав амандман од 30 милиони денари барав, и тој да стане составен дел на буџетот тогаш во Република Македонија, но и тие беа, сите амандмани беа одбивани. Например, за Подгорци имам 7 милиони денари за доизградба на браната на Подгоречкото езеро, за Боровец имам 9,5 милиони денари за изградба на канализација, за Оптис имам 10 милиони денари за изградба, значи за исто така за изградба на фекална канализација со можност за приклучување во ложани, така да на колекторскиот систем, така да сите овие решенија, сите овие амандмани можат да станат многу брзо решенија и решливи за новата влада, заради тоа што овие луѓе се дел од парламентарното мнозинство и ја сочинуваат новата влада и морат морат тие шанси и можности да се искористат, и затоа апелирам до граѓаните на овие населени места да побараат поголем ангажман и поголема одговорност на овие пратеници за решавање на нивните проблеми, бидејќи имаат поголема можност чим се во дел од владата, нормално и поддршка за тие пратеници со изготвување на проекти, затоа што без проекти нема никој можност да ти даде средства. Значи, заеднички да се работи граѓаните со пратениците, со изготвување на проектна документација, за да може овие делови, овие потреби на граѓаните да стане реалност и за да се подобри животот на овие граѓани во овие населени места. Исто така би сакал навистина
да ја искористам приликата да кажам дека исто им честитам и на граѓаните од општина Маврово Ростуше и еден и таму горлив проблем кој што исто така беше начнат како проблем во нашето делување во Собранието на Република Македонија и за тоа поднесовме амандман за обезбедување на средства за базната станица за издавање на лични документи во Маврово Ростуше, да не се малтретираат граѓаните од овие населени места, од оваа општина, да одат Гостивар и по неколку пати за да можат да се извадат лични документи, бидејќи знаеме нашите краишта претежно се печалбарски, луѓето доаѓаат на многу кратко време, можеби 30 или помалку дена, и се во тие дена да губят патишта по патишта напред-назад, навистина тоа е за секоја почит и за новата власт која што имаше чувство, сенс и го реализираше одма најбрзо тоа наше барање што беше доставено уште тогаш и нашиот тогашен колега, сегашен министер за внатрешни работи господин Толивер Спасовски и нему му честитам за оваа работа и нормално на сите оние кои што се залагаат за решавање на овие проблеми. Но пред се имам обврска како граѓанин, како човек, како официјална личност која ги застапувала интересите на овие граѓани, да подсетувам на овие нивни потреби, иако сега немам функција која што сум ја имал, иако немам нити некаква друга потреба посебно, но мојата потреба и обврска секојаш ќе биде да работам во интерес на граѓаните и да ги подсетувам и граѓаните и избраните лица и функционери да можат да се стават во функција и за потребите на граѓаните, на тие кои што ги избираат овие функционери. Значи отворени се за соработка, да речеме, доколку некој сака да се обрати кај вас, бидејќи ја имав можност малце да разгледам, веќе се речи си готово, не само треба што рековте да се поднесе тоа и да се реализира. Доколку се разбира, се има желба да се помогне, се разбира. Апсолутно, значи не само сега. Јас отворен сум за соработка секогаш. Не само за овие сегашни пратеници, ја и за пратеници од претходниот состав, бидејќи јас бев пратеник од 2011 до 2014. Од 2014 до 2016 во тој период имаше малку и работеше малку и опозицијата во собранието, но и на нашиот пратеник кој што беше од Струга, господинот Јован Митрески, и со него разговаравме и нему му беа предочени сиве овие амандмани, сиве овие потреби за овие населени места и нему му беа презентирани и се надевам дека и тој ги има во обзир и ги разгледуваат и нормално и сите оние кои што се сегашни пратеници и овие од Лабуништа нашите и Зоран и сите кои што се заинтересирани, јас сум на располагање за соработка како би можел да го дам својот допринос за подобра реализација на сите потреби на овие граѓани од овие населени места. За крај, сме ли оптимисти дека ќе се помарне нешто во решавањето на овие проблеми? Еве, веќе имавме показатели два, да речеме така. Не е дека сме оптимисти, оптимизмот не сме никогаш да не напушти. Меѓутоа, мора, викам дека важно е оптимизмот да го базираме на реални основи. Сега има реална основа во Република Македонија да се реализираат сите проекти со овие луѓе со кои што сега се на власт. Мислам дека има можност да се разговара, реално да се прикажат потребите и да се даде соодветен третман на сите тие потреби на овие граѓани и нормално соодветно решение. Апсолутно сум убеден дека и оптимист сум бил секогаш, ама сега уште повеќе, затоа што едно минато време кое што не научи како не треба да се однесуваме, се надевам дека овие кои што ќе дојдат, кои што се сега на власт, нема да им се случи истото. Тоа е минато време и тоа треба да ни поука како не треба да се однесуваат тие кои што се на власт. И затоа мислам дека и овие кои што се на власт, дека тоа го научиле, затоа што тие и биле заедно со мене голем дел од тие луѓе кои што се сега на власт, министри, заменици министри, државни секретари, биле заедно во истиот состав во кој што сум бил јас пратеник во Собранието на Република Македонија и знаат како е да ти зборуваш со факти, а никој да не те слуша и да не ги зема во обзир твоите барања, тоа е опасно многу. Тоа е опасно многу.
Тоа е нарочито кога не се прифаќа од луѓето кои што се од засегнатите, за кои што се предлага решение, засегнатите населени места, тоа е многу опасно. Да се надеваме дека таквите работи ќе завршат, доколку имате нешто пред да го завршиме со нашиот краток разговор, слободно може да дополните. Ние ќе имаме можност да ги презентираме, значи, во нашето видео и амандманите кои што ги имате веќе поднесувано, значи 3-4 години од 2011 до 2014 година. Колку еве да се има она малку евиденција дека сепак сте биле еден од луѓето кои што биле активно вклучени во решавањето на овие проблеми. Да се надеваме дека ако не барем повеќето да бидат и решени во овој период сега. Навистина ви благодарам за вашиот интерес и вие како медиум кој што знаеме дека се многу важни медиумите во денешниот свет, во денешното живење, затоа што преку медиумите ги добиваме сите информации и јас и на вас сега сите овие материјали ќе ви ги давам и ќе ви бидат на располагање. Вие сите и самите ги имате и снимките кои што видеоматеријалите кои што од сите седници и од седниците на комисиите на кои што се дебатираше, се дискутираше за овие амандмани и седниците на собраниските седници на тогашното собрание на Република Македонија, на тогашниот состав, и навистина инсистирам поголем ангажман и на вас како медиуми и на другите медиуми кои што обстојат на овие простори, да се посвети малку повеќе внимание на потребите на граѓаните. Се разбира дека сите имаме материјални потреби и нормално дека мора да живееме од работата од која што ја живееме, но да посветиме малку внимание и на оние општествено корисните потреби и работи, како би можеле да го дајме својот допринос за решавање на овие заеднички проблеми и потреби. Јас сум на располагање на сите оние кои што се конструктивни и сакам и со локалната и со централната власт да соработуваме и тие меѓусебно да соработуваат, затоа што има можност Македонија преку реално изградени, добро сработени проекти да повлече средства и од европските фондови. Значи, од ИПАРД фондовите стварно реално средства има многу, само треба да има луѓе кои што ќе се потрудат и ќе направат соодветни проекти со кои што може да се аплицира во сите институции. Значи, не само во владата, не само од буџетот наш, но и од другите пријатели наши кои што ни стојат на располагање со средства, треба да се искористат. USAID, ИПА, другите меѓународни представништва, амбасадите, Европската амбасада, Швајцарската амбасада, сите овие имаат одредени средства за помагање, за поддршка на проекти во Република Македонија, но треба да имаме ние проекти, да се заложиме и да направиме проекти со кои што ќе може да ги искористиме нивните средства и нивната благонаклонетост кон нас и кон нашата држава, како би можела нашата држава да се приближи кон европските стандарди на живење. Да се надевам. Господин Джемадовски, за крај уште еднаш ви благодарам што ни извоивте време. Се надевам дека и друг пат ќе ни бидете на располагање доколку имаме некои проблеми што ние ќе ги предочиме, а веќе вие сте ги имале претходно најавено. Целосно сум ви на располагање и на вас и на целата ова заедница, на сите овие граѓани од овие посебно населени места и на граѓаните од цела Република Македонија. Само ако сите заедно се заложиме, ќе имаме решенија и оптимизмот нема да напушти никогаш. А нормално ако имаме уште соработници и во тие кои што се на власт, во централната и локалната власт, уште полесно ќе ги решаваме проблемите. Резултатите се неизбежни. Апсолутно, позитивни и тоа многу. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.